А последниот наш гостин денес е офталмолог од специјалната очна болница Деница, значи специјален гостин од специјална болница. Инаку станува збор за болница со високо реноме, па затоа рековме да ги запознаеме малку одблиску и докторите. Добро утро за Сашо Ѓорѓиевски, доктор Сашо Ѓорѓиевски. Добро ни дојдовте. Добро ве нашол, добро утро на вас. Докторе, се одлучивме за тема катаракта. Да. Па на самиот почеток ќе ве прашам што е она што секој еден од нас треба да знае за катарактата. Што представува таа? Катарактата представува заматување на нашата природна леќа. Нашата природна леќа е дел од окото кое што се наоѓа во средишниот дел и е одговорна за фокусирање, односно за чисто и јасно гледање на близина и на далечина. Има многу причини за кои што би дошле како главна причина за појава на катарактата. Така да тоа заматување општо народно е познато како перде, односно како катаракта. Веројатно самиот народен назив доволно говори за тоа што чувствуваат пациентите, така? Самата наша леќа е составена од 68% вода и околу 30 и нешто проценти протеини и главната причина се смета за настанување на ова заматување на леќата е бабрење на тие протеини, кои што се главен состав, да кажеме градбен состав на нашата леќа. Колку е честа катарактата? Има статистика која што кажува дека годишно, значи на годишно ниво, на светско ниво се оперираат негде околу 28 милиони катаракти, што значи дека дневно би дошло да се оперираат некои 78 до 80 илјади катаракти дневно. Што значи дека е број 1 во статистиката, број 1 за појава на слепило во популацијата. Меѓутоа тоа слепило е излечиво, да кажеме, слепило. Така да, иако другите, да кажеме, понатаму глаукомот како на второ место причина за слепило, малце потешко се лечи, односно може само да се стопира, овдека може да се излечи, односно да се врати видот. Кога најчесто се јавува? Рековте, причините ли може да има разни, но на која возраст? Дали е староста одлучувачка? Па, најчесто е староста. Значи, самата таа денатурација на протеини се случува со возраста. Дали е причина тука метаболниот процес кој што се јавува со текот на годините, значи тој е пореметен, па се јавува тоа бабрење на протеините и појава на ова заматување на леќата. Се уште не се знае, меѓутоа се смета како причина водечка староста. Но се јавува и на кај помлади, така? Да. Може да биде од самото раѓање, како конгенитална катаракта, може да биде или вродена катаракта, или може да биде стекната. Сега таа стекнатата најчесто не е со возраста. Иако други причини може да бидат ионизирачко зрачење, УВ зрачење, може повреди да ни бидат, може да бидат одредени метаболни процеси како што се дијабетот, земање на одредени лекови, како што се најчесто кортикостероидите, антипсихотиците, значи сите тие може да доведат до алкохолот, пушењето, сите тие може да доведат до нарушување на тој метаболен процес на исхрана на таа леќа и да дојде до бабрење на тие протеини, појава на катаракта. Во однос на симптомите, рековме народниот назив е перде, што доволно говори, но претпоставам дека освен тоа постојат и други симптоми. Да, најчесто се јавува заматен вид. Пациентите се јавуваат на преглед дека имаат промена во диоптријата. Меѓутоа, кога ќе се направи прегледот, се востанува дека не е причина диоптријата, него дека се јавува појава на перде. Други симптоми може да се јават, меѓутоа кај голем процент на пациентите не го ни осеќаат тоа, заради тоа што не се случува тоа на двете очи одеднаш, туку се случува на едното око и пациентите кога гледаат со двете очи тоа не го приметуваат. Можеби сосема случајно да го затворат едното око па да видат дека имаме проблем со едното око. Така да најчесто доаѓаат на преглед за проверка на диоптријата и тогаш се дијагностицира појава на катаракта.
Иако може како симптоми да се јават, кажуваат дека почнав да читам без наочари, значи ги вадам наочарите за читање, може да се јави на светло, по-тешко гледам неголи на темно. Тоа е заради поставеноста на самата катаракта која што доведува до пречки во видот. Самото тоа читање што е без наочари кои што до сега се користени, да кажеме, тоа е исто анамнестички податок дека можно е дека е појавена катаракта, заради тоа што не е физиолошки, односно не е нормално ние сега со текот на годините да читаме без наочари, а сме читале со наочари. Така да и тоа е еден од без податоците. разлика колку и да не радува тоа, така. Точно, да. Пациентите се среќни, меѓутоа кога ќе го кажат тоа веќе кај нас е друга позадина. А со која брзина се развива катарактата? Индивидуално е, значи различно е. Имаме катаракти кои што се јавуваат многу брзо. Значи за неколку месеци може да се развие катарактата до степен на процентуално гледање од 5%, од 10%. Имаме катаракти кои што се развиваат со години и години. Има катаракти кои што се појавени еднаш на преглед, па после тоа останати се така што се вика доживотно. Имаме катаракти кои што се вродени, кои што не напредуваат. И среќни сме, например, ако не го зафатат фокусот и пациентите може да се гледаат без никаков проблем. Односно не завршуваат оперативно, него само со следење се завршува целата процедура. При кои симптоми вие им препорачувате на нашите гледачи задолжително да посетат офталмолог? Овие кои што се наведени, обично сугерираме сите пациенти кои што се веќе во четвртата декада да се посети офталмолог, заради тоа што тоа е некоја прекршувачка возраст кај што можно да се случат промени со диоптријата, можно е доколку е наследна катарактата да се јави во четврта деценија, доколку се јави глаукомот исто во четвртата деценија може да се јави доколку е наследен, така да доколку имаат пречки со гледањето, доколку имаат промена во диоптријата, не одговара диоптријата, доколку пречки при потешко гледање при светлина, треба да се посети секако офталмолог. Како се диагностицира? Се диагностицира при обичен офталмолошки преглед. Прво се одредува диоптрија, се мери очен притисок, се гледа на биомикроскоп, односно шпалтна лампа и се диагностицира. Се шират зениците и веќе се одредува кој тип на катаракта и се прогнозира понатамошниот третман. Дали да се оди веднаш со интервенција или треба да се само следи. И сега во однос на третманот, колку што разбрав, за разлика од други очни болести, овде не помагало никакво лекување во смисла со капки, со некои вежби. Така што хируршката интервенција е единствен начин? За сега е единствен начин, иако комерцијално се достапни еден куп препарати во вид на, ги слушам, ги гледам, ги пратам, значи како капсули, како капки, значи сето тоа не може да го излечи појавата на пердето или да го спречи или да го успори, значи тоа се само комерцијални препарати. Самата интервенција, знаете, ние пациентите кои ќе слушнеме интервенција, многу лошо ни звучи, но овој пат станува збор за, како ја нарекувате, еднодневна. Еднодневна, да. Каква е таа? Процедурата е кратка, трае од 15 до 25 минути. Најдолг е оној дел каде што е припремата на пациентите, во смисла потребно да се прошират зениците, треба да се измери кој тип, кој број на леќа да се стави, анестезиолошки преглед да се направи, да се измери крвен притисок, шеќер. Од самото влегување во операциона сала до излегувањето е 15 до најмногу 30 минути, да кажем. Секако едно од најчесто поставуваните прашања ви е дали се возможни некакви компликации? Во секоја хируршка, да кажеме, интервенција има ризик за појава на компликации. Тука се сведени на минимум компликациите. Компликациите се случуваат најчесто кај оние кои што ни се презреани, да кажеме, пердиња, односно катаракти.
потоа исто така кај анатомски одредени аномалии на самото око, доколку имаме коморбидитети во смисла на таа катаракта да не е искомплицирана со некој друг патолошки процес во окото, така да тука се очекувани и тогаш му се кажува на пациентот дека можно е да се случат одредени компликации, иако тие компликации се да кажеме проидовни, се третираат, така да немаме некој голем процент на компликации. Сега во литературата се поделени на неколку групи. Можно е тука да се појават воспаленија, ендофталмити, може да се појави покачен очен притисок после интервенцијата, може крварење да се појави, може да се појави аблација, односно одлепување на ретината, може да се појави едем во макулата. Значи тоа се оние компликации кои што се опишани во литература и кои што меѓутоа процентуално се многу малку, да кажеме 1% од сите катаракти може да се појави. А точно ли е дека при овие интервенции заедно со катарактата и диоптријата се отстранува? Да. Имаме неколку тип. Практикувате тоа? Така? Да. Тоа е све во договор со пациентот, така да се тежне кон тргање на диоптријата. Тука најголем проблем ни е доколку едно око имаме за операција, односно катаракта, а другото око имаме диоптрија, тогаш ако се оперира едното око катаракта, мораме да го усогласиме со другото око за да може понатаму да се, доколку се носи диоптрија на едното око, да се усогласат очите за да нема голема разлика. Така да имаме одреден број на леки кои што се ставаат внатре во окото, во зависност од тоа како пациентот сака да гледа понатаму, во смисла дали сака да гледа само надалеку на блиску да носи очила или да не носи воопшто нити за блиску нити за далеку очила. Има можност интраокуларни леки кои што се вградуваат да се коригира и цилиндарот кој што го имаат пациентите, така да имаме голем диапазон на опции кои што може да се направат за корекција на видот. Докторе, сега подготувајќи се за емисијата, најдов на еден податок што вака мене ми се виде многу интересен, а тоа е кога била направена првата интервенција на катаракта во далечната 1748 година во Париз. Вака ми се виде навистина од денешен аспект прерано, во секој случај многу одамна, но она што се карактеризирало за првите операции, интервенции, било дека се чекало катарактата да биде презрела, да узре. Точно. Па претпоставувам дека тоа е една од причините што и денес многу мина мислат, почекај да узре. Да. Но дали е тоа така, односно кои се опасностите од презрела катаракта? Значи, еволуцијата на операцијата на катарактите, ете, од 1700 година, порано се чекаше да созре таа катаракта заради тоа што се вадеше целокупната леќа. Значи, мораше да биде зрела за да може да се извади целата. Тоа е тој првиот, да кажеме, ИЦЦ се вика, интракапсуларна екстракција. После тоа еволуцијата е екстракапсуларна, односно ЕЦЦ, каде што се остава врекичката, каде што лежи леќата, значи се вади само делот кој што е внатре во таа врекичка и тогаш се чекаше да биде малце позрела катаракта, да може полесно да се извади. Денеска, ева со ова факом емулзификација, односно со ултразвук, се крши самата леќа во врекичката и се усисува, односно се аспирира. Тука, колку што е понезрела катарактата, толку е полесна за вадење и за нас, и постоперативната рехабилитација е полесна за пациентите. И порано, значи, се правеа големи резови за да може да се извади таа цела леќа. Денеска се прават многу мали резови, фактички без шиење, без шавови. Се прават резови од 1,8 мм до 2,8 мм и врз тој мал рез се вади, се аспирира леќата и се вградува вештачка леќа. А точно е дека ако е премногу се чека, ако е презре катарактата, дека може да доведе до слепило? До слепило, да, доколку не се оперира. Да. Значи, доколку имаме презрела катаракта и каде што ќе процениме дека ние не можеме да го, односно повеќе штета би направиле на пациентот со факоемулзификација, каде што премногу енергија би се употребило да се скрши таа перде, да се аспирира преку тие мали резови, тогаш се го викаме се конвертира, односно се префрла на најкласичниот начин на операција, тоа е екстракапсуларната, со поголем рез и со шавови. Така да слепило, мислам,
ние како офталмолози не можеме да си го дозволиме да ни се случи. Во денешно време. Имајќи го сега сето ова на ум, вие што препорачувате кога да се интервенира? Односно во која фаза, да речеме? Практикувате вие? Пак ќе кажем, колку што е по-незрело. Што е возможно порано? Тоа што е возможно порано. Сега имаме ние многу незрели пердења, меѓутоа доколку го фатат фокусот, пречи на секојдневното функционирање. Иако не е, да кажеме, многу зрело, тогаш се вади заради функционалноста на самиот пациент. А што доколку има катаракта на двете очи? Двете очи истовремено не ги оперирате, така? Не се оперираат, тоа е одреден принцип, иако во светот на светски конгреси кај што одиме, презентираат пациенти каде што во истиот ден се вадат, меѓутоа никогаш со ист апарат, никогаш со иста касета, да кажем, никогаш со исти сет не го вадат, иако ние кај нас во болницата не практикуваме тоа да го правиме, од практична гледна точка што не дај Боже нешто да се случи во смисла на некоја инфекција на едното тогаш и око, двете ќе видат. да не се случи на другото око. Јас мислев поради пациентот дека е постоперативно полесно дека ќе Не, на пациентот му е полесно во истиот ден да ги среди, доколку имаме. Добро, тогаш во која раздалеченост се оперира другото? Најрано за еден ден, односно до 24 часа. За да се види утре дента како е првото око, па после тоа може да се планира најрано другото. А точно ли е дека катарактата се оперира само еднаш во животот? Ова се работи на интернет. Да, се вади само еднаш се вади, да. И не се враќа веќе? Катарактата може да се врати, значи тоа е секундарна катаракта, ја викаме. Тоа е од неразјаснета причина се заматува самата таа врекичка која што ја оставаме ние, кај што ја ставаме леќата вештачка за да лежи. Таа може да се замати од разноразни биокомпатибилност, иако се тие биокомпатибилни материјали што се вставаат внатре, не е разјасната причина зашто повторно се разраснува одреден епителен слој под самата леќа. Меѓутоа тоа е многу лесно решливо, значи не се влегува во сала, во амбулантски услови се прави јак ласер капсулотомија, односно со ласер се чисти таа леќа, да кажеме. Односно се деструира задната капсула и веднаш си гледа пациентот. Сега ја прашам ова во однос на причинителите, во однос на потекот, да речеме, како настанала катарактата. Нели, споменав се, има неколку групи, едното е вродена, другото нели со текот на возраста, потоа травматска од повреда, секундарна, така. Сега, доколку е вродена, да речеме, тоа значи дека веќе бебенце може да има. Дали исто се третира кај сите? Тоа ми е прашањето. Кај деца, односно кај бебиња, да, мора да се третира. И уште кога е бебе ја вршите таа интервенција? Зависно од тоа дали е зафатено едното око или двете очи. Доколку е едното око зафатено, тогаш може да се интервенира малце подоцна. Значи, ние мора да интервенираме до 6-та година максимум. Зошто? Заради тоа што нашите очи ни се развиваат, односно видот ни се развива негде до кај 7-та, 8-та година максимум. Што тоа значи? Тоа значи доколку окото прима зрак светлина, односно сензација од надворешната светлина, тоа око ќе се развие. Не окото како орган, него центарот за вид кој што е од тоа око. Доколку ние му го спречиме тоа, односно доколку има одредена пречка за да не може да влегува сензација внатре во окото, а од окото преку очниот нерв до центарот за вид, тоа око нема да ни се развие. Така да кај деца се брза со интервенцијата се со цел за да ни се развие видот на тоа око. Така да до 6-та година максимум мора да се направи интервенцијата. Што по операцијата, докторе? Каков период е тоа за пациентот? На што треба да внимава? По операцијата, значи пациентите одма си одат, утре дента доаѓаат на првата постоперативна контрола, после 7 дена на втора и после месец дена на трета постоперативна контрола. И после колку време се смета дека е здраво окото? После неколку дена, заради тоа што утре дента пациентите кажуваат дека полошо гледат неголи после самата интервенција. Тоа е нормално. Ни го расипавте окото, докторе, така вика. Тоа е нормално заради тоа што ни се јавува постоперативен едем оток, каде што при секоја интервенција, при секоја операција се јавува постоперативен оток, така да и тука кај окото се јавува таков постоперативен оток. Сега кај окото малце поспоро се ресорбира, односно се повлекува тој оток заради тоа што ние немаме крвни садови во предниот дел на окото кај што ни се јавува отокот за да се ресорбира, така да тоа со капки
го менаџираме. Така да за неколку дена, односно за ден, два, три, веќе се избиструва и секој ден се подобро и подобро се гледа. Доктор, јас многу ви благодарам на ова мини едукација. Мислам дека доста пластично објаснивме и дека апсолутно нема причина за страф никаков. Точно. Се надам дека повторно ќе се видиме на некоја друга тема, дека сега ја отворивме соработката со специјалната очна болница Деница. Се гледаме во друга прилика. Ви благодарам на поканата.